Почитувани граѓани на Ресен, на нашата убава Преспа, почитуван министер за земјоделство, шумарство и водостопанство Аријанит Хоџа, почитуван градоначалник на општина Ресен Живко Гошаревски, почитувани советници од Советот на општина Ресен, почитувани пратеници кои што сте денеска овде присутни со нас, овде почитуван директоре на Агенцијата за поддршка на развојот на земјоделието, почитувани раководители на институции, на приватниот сектор, ваши екселенции, амбасадоре, представници на дипломатскиот кор кои што сте денеска овде со нас, почитуван градоначалник, односно председател на Советот на општина Бар, сестринска општина на Ресен, почитувани пријатели. Ми представува посебно задоволство и чест да бидам заедно со вас, за да го означиме стартот на уште една берба на јаболкото во Преспа. Нека биде берикетна и нека ви донесе радости и задоволство трудот вложен во текот на целата година. Како и секоја година и оваа, вашата радост и свечена атмосфера ќе ја споделите со многу гости од цела Преспа и од регионот и од целата држава, како и од соседните земји, кои дојдоа заедно со вас да го проследат символичното откинување на првото јаболко. За да биде овој чин уште посвечен, ќе придонесат и програмските содржини од манифестацијата Преспански јаболкобер 2021. Сите овие настани се со цел да продолжи афирмацијата на надалеку прочуеното преспанско јаболко и неговите вредни производители, како и агротуризмот и стопанските и културните достигнувања во организација на локалната самоуправа. Владата и Министерството за земјоделство ги креираат сите неопходни политики за поддршка на земјоделството, па така и за стимулирање и развој на овоштарството. Тоа го правиме во континуитет во двата мандати на оваа влада. Во 2018 година за 20% ги изголемивме субвенциите за одржување на овошни насади за земјоделците со развоен капацитет, а субвенцијата за предадена јаболка се зголеми од 2 на 3 денари по килограм. Во 2019 година субвенцијата за одржување на насади е повторно зголемена, и тоа од 33.000 денари на 41.000 денари по хектар. Дополнително, кај оние овоштари кои имаат од 1 до 5 хектари, поддршката порасна од 39.600 на 50.000 денари по хектар. За да ги охрабриме и поддржиме овоштарите кои имаат насади во подрачја со ограничени можности, во области над 700 метри надморска височина, субвенциите ги зголемивме за дополнителни 15%, односно поддршката изнесува 57.500 денари по хектар. Оваа влада нема да ги изостави земјоделците и овоштарите и секогаш ќе биде во дослух со нивните потреби и реални очекувања. Ние знаеме да го цениме и вреднуваме нивниот труд и придонес за нашата севкупна економија. Затоа носиме одлуки кои секогаш ќе бидат на страна на земјоделците и овоштарите. Оваа година и покрај корона кризата и глобалната економска криза, државата ги исплати субвенциите за овоштарство во износ од околу 9,5 милиони евра. Во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство поделени се картичките за зелена нафта, како што рече министерот Хоџа, со што помагаме да се намалат производствените трошоци. Успешно ја реализираме мерката Рурална жена. Подпишани се 250 договори со вкупна вредност од околу 37 милиони денари. 265 млади земјоделци добија грант од по 20.000 евра. Вкупната вредност на оваа мерка е 3,1 милион евра. Реализацијата на програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година исто така бележи висок степен на реализација од почетокот на годината и континуирано досега. Само во првите 2 квартали објавени се 7 јавни повици за финансиска поддршка. За периодот од 1 јануари заклучно со 30.6.2020
Реализирани се 718,8 милиони денари, што представува реализација од високи 75% кои се однесуваат на капиталните инвестиции. По програма за финансиска подршка во земјоделството, за субвенции досега се исплатени 6,1 милиарда денари или реализација од 86%. Оваа година стартуваше проектот со Светска банка, проектот за модернизација на земјоделството, која со вкупна вредност од 46 милиони евра и содржи огромна развојна компонента за земјоделството со сериозен позитивен импакт врз вкупната домашна економија, каде што значаен сегмент ќе биде реализиран токму овде во Преспанскиот регион. Во овие пораки, за дел од она што владата и министерството го прават за подршка на земјоделството и овоштарите, сакам токму со овие пораки да го завршам и ова мое обраќање со тоа што уште еднаш ќе испратам честитка за берекет од годинешната берба. И да не заборавам, 3 денари плюс за субвенциите за индустријското јаболко, нека ни е среќна и берекетна бербата.